ти товар мерак ке носам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, битола не давам. Парарарарарара, парарарарарара, за Солуна, за Стамбола, битола не давам. Бошу, коза непробано. Малце јас ти ја загрешив со акордите, не сум навикнат од беше, овде супер да ја беше. свирам, ама одлично. Ти благодарам. Ај си, И ти беше бе, одличен. Како сте? Дорис. Шу име Дорис. Да. Прв пат го слушам вака во Македонијата. Имаш слушнато негде на друго место? Имам само една другарка од Гостивар и таа е една и единствена. Ама вие изгледа во Гостивар Во било Гостивар, популарно да, некое да. време. Добре. Конечно дојдовме Да на снимаме. емисија и малце и со грло и со ова со она, ама супер звучи. Супер, Ти да, кажам, озе ти не знам таму антибиотиче шо е како, ама супер. Леле, баш ми е драго. Јас иначе ти кажав и преје, те знам покрај Наумче наш од Ресен, да си го поздравиме и него. Поздрав до Наумче. Да, Бумбаро. Наумче Бумбаро. Бумбаров лед. И знам дека имате некоја песна снимена заедно, пеевте негде на каде на Да, Охрид фест пеевме, да. Браво. Песната е напишана од Лиор Копров. Всушност уште пред во 2024 кога настапав јас прв пат на Охрид фест со мојата прва авторска песна Нека свети. Тој тамо бил измеѓу публиката и се мислел во тој момент кога сум излегла на сцена дали да ми пише, дали не ми пише, дека сум нели да ме пофалит, вака така и си рекол кога во себе и да и пишам, нема ништо да има Така, лошо, беше. така. И така ми пиша, се спријателивме, блиски станавме и го направиме дуетот. Шу. Да. Абе, тоа е човек треба шанса да си ја проба Да, среќата, си. не можеш да знаеш. Не можеш да знаеш кај лежи среќата. Супер, баш ми е драго. Одлично дете, јас малце сам го познавам од бебе, ама го нема видено од бебе исто така. И вака се многу. И ко дојде на емисија ем повисок од мене, ем супер пеј, интересна работа. Си чуво дојде ти на емисија, него го испофаливме, ама нема врска. Заслужува детето. Значи, тој ти пиша тебе, му се бенди се веројатно настапот и си настапот. вика дај да направиме направиме некоја соработка. Да. Шуво. А ти на Охрид фест од која година рече? По Тоа ти беше 2024-та? дебитантски Да, настап дебитантски, скроз? тој и прв настап на фестивал беше, каде што понатаму нели од Охрид фест се пребацувам на Макфест со мојата песна Кога не ме сакаш. Браво. Да, 2025-та. А истовремено 2025-та по втор пат настапав на Охрид фест, каде што тогаш настапав со Наумчето. Наумче. И после тоа имаше некоја друга песна измеѓу или бидна песната Земјо моја? Песната Земја моја битна 2026-та оваа година, уште пред неколку недели ги извадивме. Так. Со се, нели, се спот, направиме и промоција во Порта Македонија. Така, све си одеа убави, скоцкано све си одеше. Јас што викам кога соработуваш со некој со позитивна мисла и позитивна Така. енергија, како може да Така биде, е. мора да биде убаво. Така, и јас го гледав сега спото баш и само што ќе Допаѓаше? велев Сато Битолски кае, пошто знам дека Николче правеше Имаше, аранжмано. имаше. И само што ќе буквално на моментот, значи само што ќе увелев зборој, так Сато Битолски излезе во Да, кадр. да, да. Снимавте низ цела Македонија Да, спотчето? да, тоа беше идејата. Морам да спомнам, идејата за сценариот и режијата беше од мајка ми моја. Браво. Таа ги напиша, да. И нејзина идеја беше да се, нели, да се опфатат сите делови на цела, нели, практички првите убавини на Македонија. И така, многу беше. Супер, значи мајка ти и татко ти се еден неизбежен дел Да, во приказната, да. гледам дека се вложени двајцата Да, да, онака да. скроз. Баш ми е драго, тоа е супер. Тоа е многу е битно кога ќе имаш од дома Да, поддршката. поддршка, да. Мислам дека тоа е најважно, да. Да, и кога ќе ги имаш
твоите од старт сотевот и многу голем број на луѓе во Македонија, знаеш, музиката уште не е професија, абе немој музика ова, она сите сакаат. Не се знаат. Да, сите сакаат нешто децата да му бидат доктори, адвокати, нешто. Ама ете видиш, има луѓе што си ги поддржуваат децата и што сакаат да му бидат музичари. Тука морам да споменам, што извиниш да прекинувам. Како слободно. Иако, нели, имам таа среќа што моите ми се нели прва поддршка и се баш како што рече вложени во све, и во спотови, и во снимање, и во подкастови, ама па од друга страна тато секогаш ми викаше имај план Б. Од плана има и план Б. Имај си дипломата. Тато знај. И да си кажам, јас сум во средно медицина. Цитирам ММ. И музика и медицина. Ами шо, најубаво. Јас стално викам, кои ми речат пример, малио сега сигурно музичко ќе запишиш. Тешко е, веројатно. Колку татко ми што сакаше мене да ме запиши, татко ми армоникаш беше на времето. Така и јас мислам, ако има желба, ако гледам дека то сака го прави, ако пример се одлучи за некој смер, класична музика или нешто, не знам, сега веќе има и популарна музика, во ред. Знаеш, неам против, дај Боже, нека оди. Ама ако сака го прави ова што го правам јас и пропратно да прави нешто друго, да работи слободно, значи никогаш не сум бил некој, нити па ќе бидам некој што мора ова да го заврши, што ти иначе ништо не прави. Јако. Значи, медицина си учиш општа медицина или... Фармацевт, како тато исто. Фармација. И, ти добро, види вака. Тато си знај. Јас да си ја средам керката, да си тука, да си има обмен онако, па после ти што сакаш прај. Да. Супер, браво. Баш ми е драго. Како дојдовте до соработка сега со Николче, да ми кажеш? Искрено идејата беше моја. Јас стално го пратев Николче на социјални мрежи. И така кога дојде дома прашањето кој ќе биде аранжмарот на земја моја, а што стварно требаше да биде нешто поразлично, тој покреативно и да биде нешто мое, и реков од старт Николче. Кој? Николче Мицевски. И као моите беа од прва, да. Као за него се одлучивме и така супер ни беше соработката. При тоа што според мене мислам дека Николче е еден од најдобрите аранжери во наша држава. Не дека работиме, мислам да не се разбериме погрешно. Дефинитивно, не дека е битолско дете, човекот стварно досега мислам дека има многу покажано од страна на професионалност, така што одличен избор сте направиле. За Огнен исто така нема збор, вие веројатно по гостиварска линија си се познавате преку Сонја. Поздрав и до Огнен и до Сонја, и со нив одамна се знаеме, и до Филипче да го поздравиме. Филипче ми беше ученик иначе едно време. Сега е веќе порастен тоаш беше детенце и се знаеме одамна и со нив, што значи одлична екипа сте имале направено. Уште спотот кој го снимаше не ми каже. Фабрика Продакшн. Мацко го видов на сликите сега ми текна. Поздрав и до Мацко. Поздрав. Браво. Инаку морам да споменам така и спотот ни беше сниман како фамилиарно сниман, зашто патување фамилиарно. Да, зашто Фабрика Продакшн ни се фамилија. Браво. Втори братиче на татко ми. Вклучително и на мене се. И плюс во спотот метнаме 8 дечиња кои што ги представува 8 краци нели на сонцето, всушност за нашето македонско знаме. И сите беа или брчетка ми, или кумата, или брата ми. Така се прави. Децата од малото ти се овериш, ела ти ваму. Снимаме спот. Супер, леле, шува екипа сте направиле. Да, многу беше. Кажи ми сега, пошто гледам дека Ептен одиш на емисии, ја промовираш песната, значи влезена си во приказната комплет. Колку години имаш, рече? 16? Ти си скрос на почеток сега. Да. Назад ти зимата, што ви кажа. Кажи ми, што имаш во план следно? То ме интересира. Па и да пееме, да. Ти те прашва во живото, ама дај ки испееме нешто сега, ако саш песната ќе испееме. Ајде песната да ќе испееме. Да речиме еднаш, па после си правиме муавет. Кај пред да почнеме песната, зошто баш земјо моја ме интересира? Не знам зошто така ми дојде прашањето. Идејата, пак ќе речем, кога идејата беше моја, за Николче Мицевски, идејата беше на тато, за песнава уште пред неколку години кога ми ја спомна, а морам да споменам уште како мала тато така си имаше мерак да си пушта стари хитови песнички на радио во автомобилот дека патуваме. И баш од тогаш ми викаше да ја препееш песнава земја моја, некојаш да би препеела. Мало, и за мене тоа беше недостижен материјал, нешто што не можам да го изведам. Ама ете, Господ ќе ги намести коските и ќе
тато, им нешто зборат за препејување на некои стари песни. И тогаш му споменува дека во неговата архива има македонски текст од песнава Земја моја, од Исмет Грбавац. И така некако испадна спонтано, ајде да направиме нешто, отиде до Сарајево да ги потпише авторските права со супругата на Кебал Монтено, Бранка. И така испадна. Браво. Значи ова било ептен патешествие исто. Леле, јако. Не, баш ми е мило што има некој тренд последно на враќање на стари, да речам, песни, хитои што биле од на времето, што вреди да останат. И супер што сте го направиле проектов и сега ќе пробам да го свирам. Јас ја немам, сега ја слушнав еднаш. Ја немам многу чуено, може ќе ти ја загрешам, ама не е страшно. Лабаво се вика емисијата. Само тука мојта душа спие и со песни лечи страф и бол. Срце рујно вино пие, земјо моја, земјо моја, кога јас патувам, едва и чекам дома да се вратам пак, цела ноќ слушам глас, Бог е со нас, џаве сите против нас. Шубо. Пак ти љупнав некој акорд, ама... Нема врска, супер беше. Одлично излезе песничето, човек. Браво. Супер. Ти кажем, ко видов Земјо моја, си викам, познато ми звучи, имаше некој Кемал Монтено, некој... И сега кога те прашав, викам, па таја е. Викам, видиш, шубо го направиле, дури не ја ни познав песната. Да. За мерак, браво. И па кога ме праша Никол Джемизевски каков стил на песна, мислам каков аранџман сакаш, и ја му реков модерен, да си го задржа она истиот ритам, ама да се преработи, да не биде се она препознатлива. Така. Душа по старите генерации више знае за која песна се работи, при тоа што нели тие се увлезени и ги фати, да кажеме, на носталгија од минатото. Па тоа е убајот момент кој преработиш некоја позната песна од порано, затоа што на повозрастните автоматски му враќа некоја емоција од на времето, од некое време по кое сонват сите што се постарите. Така што супер сте направиле, одлична идеја и одлична обработка сте направиле. За мерак, браво. И одличен тим. Убаво сте собрале луѓе, браво се. Кажи ми, шо е сега после Земјо моја следно на музички план? Дали имаш некоја вака идеја зацртано или уште е рано, пошто 16 години, шо знам, многу убав возраст се за почеток, ама шо знам, можда па се и многу има време, не е ништо за брзање, не знам како да мислам. Ко бев млад, мислев дека не се многу, ама сега веќе шо знам. Како размислуваш ти, ме интересира? Искрено сакам што може порано, тоа пуба. Зашто? Зашто осигурано ти е дека ќе дојдат твоите 5 минути. Дали сега или утре ќе дојдат. Сега кога си веќе на постар, кога сакаш тогаш да си испробуваш, не ти е баш 100% сигурно, ама и немаш време, обврските си го прават своето. Браво. Сега што се работи за нови проекти, сега имам соработка со Глигор Копров, ќе направам мој авторски уште 2 песни треба да извадам. Едната ќе биде за Охрид фест, оваа година исто, по 3-ти пат. Добро, стандард е тоа со Копров, кога ќе работиш Охрид фест, си е запишан, готово. Да, а сега најново што имаме на 22 мај пеам со Бојана Скендеровски во Тетово, всушност на низиниот концерт во Домот на културата. Јас сум како гостин. Браво. И шубо. Абе тоа е убаво си размислуваш, да ти кажем право. Да, полека. Кога си почниш по совреме, полека ќе биде работата. После ако на старост ако саеш на брзина, тука веќе може да биде, ама не е ништо гарантирано. И шубо размислување, браво. Го немав тој момент онака размислено, пошто јас до душа и не сум некој што многу се замарал во векот, сум сакал да си го правам тоа што сакам да го правам во моментот и
да си течат работите како што треба. Никогаш не сум бил некој што Да. со Но некоја морам да мисија, ку знае каква. Да, морам да потенцирам дека причината што јас почнам од толку рано и што имам можност да имам време пред мене, како што кажав, осигурани тие 5 минути се моите родители, претоа што тие се мојата најголема поддршка. Гледам, да ти кажам право, се видовме сега пред да почне емисијата и некако Ептен се онака ентузијасти и да те носат да. Наваму натаму, супер. Тоа е одлично. Многу е битна домашната поддршка. Да. Значи, не дека без неа не може, значи има луѓе што без ништо направиле она, ама ќе имаш основа, ќе имаш подпора, многу е поинаку. Така што поздрав до мама и до тато, и до бато ми се чини таму негде си чека и тој во колата или не знам кај. Кажи ми сега, пошто имаш концертчиња, имаш песни спланирани, дали имаш некоја идеја кај би се наоѓала од сега за едно 5-10 години? Дали имаш некоја визија вака, кај се гледаш? Многу глупо прашање ми било во векот, ама не знам зашто така ми дојде. Пошто види, имаш 16 години. До 26, да речеме, Тоше беше во бедниот најдобрите години од популарноста, баш на тие во таа возраст. Кај се гледа, пошто сега сме малце по различно време. Кај се гледаш ти во следните 5 до 10 години? Како мислиш дека ќе ти се одвива патот? Прво ќе кажам, како рекол Господ така, како ми е нацртан патот така, нели? Тоа е најправилниот одговор. Ние колку и да си викаме ќе бидам таму и таму, ако Господ не рекол, нема да бидеш. Сега искрено желба ми е. Желбата која е. Па да ја представам Македонија на Евровизија. Не знам зашто од мала ми е таа желба. Имав прилика да настапувам и на Junior Евровизија, но малце ја закаснив, не го фатив редот во таа област. И затоа така си реков, зашто ова не успеа, Евровизија. Ама и од мала кога ми викале Junior, си викав, не Евровизија, си Евровизија. Евровизија. Јако. Да. А може и Сан Ремо. Да, види, на Сан Ремо може да и полесно ќе влезеш отколку на Евровизија. На Евровизија, да. Јас да ти кажам и мене, како и на секој пејач во Македонијата, нормално му било еден од соништата, една од желбите, да речам, да настапи на Евровизија или на некој таков голем настан. И имав прилика, манав статива и сега некако ми е, шо знам, не знам дали се пробал пак. Малце чудна некоја енергија беше тогаш, ама дефинитивно е... Представа беше тоа Казама Супермен. Да. Леле хитим, таа беше омилена. Се сеќавам уште пред колку, кога бев во основно, пред 2-3 години, и таа професорката по музичко влага изнервирана и вика, не влезе Виктор на Евровизија. И еко си вика, Виктор Супермен не влезе. И цел час вртеше песната, вртеше. И цел мислам, сите 40 минути беа муабетот зашто Виктор не влезе на Евровизија. А стварно заслужи, мислам, според мене беше стварно врв. Фала ти. Интересна, и тоа беше една интересна коинциденција, ама ајде да не навлегвам, ти можам да се зазборам јас. Интересна комбинација, да речам, беше, неочекувано. И затоа викам, можда, затоа и сега кога почна да збораш за порано почнување, она си викам, па можда и во право е, можда, знаеш, ако го тегниш патот од 16 години, можда или веќе од 15 и порано настапуваш. Од 10? Од 10 сум професионална на часови за попење техника, а на 13 и по 14 она почнав по певарчиња. Ти си Ептен рано почна, да јас музичко учев, ама мислам си правев свирчиња уште од средно и така натаму, ама Ептен по фестивали, по чуда. Да. Сам и на надпревари одев класична музика, ама тогаш само тоа имаше, немаше други надпревари. Па види како и да е за тебе дошло овие 5 минути. Како и да е? Види, секој си има различен пат и секој различна работа сака. За некој ова што го праме ништо, мене ми убајна на душата. Ова е врв. Да, според мене. И така што се надевам дека ќе имаш прилика да си ги оствариш сите желби понатаму, пошто имаш време, талентот го имаш несомнено. И сега уште да видиме Господ што ќе речи така. И како е патеката зацртана таму. Да не сакаш уште нешто вака скрос непланирано да испееме или да не сакаш нешто да кажеме па што не кажавме, не знам. Може од Уитни Хјустон. Уитни Хјустон? Што сакаш од Уитни Хјустон? Saving all my love for you.
Шуго песниче, може. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your lips, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love, yes, I'm saving all my love for you. Пак промашив некој акорд, ама таков еден денес, леле шу. О, топ ти лежи ова песна, човече. Браво, баш ми е мерак што ја направивме немислено, онака скроз. Шу. Одличен глас имаш, да ти кажам искрено, и супер што твоите онака со поддршка влегле во приказната и што си го правиш тоа што сакаш да си го правиш, и супер и што си имаш и план Б, и тоа е супер. И да не се секираш, се наоѓа, не можеш да знаеш животот кај носи, ама многу ми е мерак што си ја следиш душата, речем, што си ја правиш музиката, пошто одлично звучи и треба да направиш некоја песниче како ова од Витни, пошто ти лежи на гласот. Фала ти. И се надевам дека понатаму ќе направиш и ќе успееш да постигнеш се што сакаш да постигнеш во животот. Дај Боже, вие исто. Дај, фала ти. Јас да ти кажам право, полека си го прам тоа што си го прам. Сам порано имав многу поинакви некои соништа. Сега некако приоритетите се скроз сменети. Така што фала Богу, за сега ми е топ. Кај ќе оди работата ќе видиме. И јас имам некои новитети, некои песничина за вадење нови, ама здраве ќе биде некогаш ито. Ајде да биде хит. Дај Боже. Ќе биде. Верувам. Фала ти многу што ми дојде. Фала ти на тебе за поканата. Кажи ми прво пред да те испратам да не има нешто што заборавивме, кажи ми. Последно не знам, оти многу често го прашувам во прашање, оти сум забораен. Да не спомнавме нешто, не сакаш да најавиме нешто. Годинава имам проекти што ќе работам. Исто така ќе бидам и во еден проект, но тој нели наскоро ќе се да кажам израдување ќе биде surprise. Одлично. Не сакам да нели ако нека да има нешто изненадување, немој да откриваш се. Не знам нешто интересно да кажеме за крај. За крај, како е Гостивар да те прашам, немам најдено. Еве вака на Витолски преубо е Гостивар, преубо. Шу. Да, зашто при тоа што е смирен живот, помал град, така луѓето се знаат со секој си го гледаш свое, тие, знаеш, онака. Мислам дека вака Скопје малце Значи се разбираме зошто ствари снимам во Битола последно. Да. Оти мирот со ни едни пари не се плаќа. Како е Битола? Битола е за мерак. Да ти кажам искрено. Да, јас 10 години во Скопје отепав и сега кога ќе треба да одам за нешто в телевизија или некоја друга обавеза се враќаат, носете Битола. Леле, значи уште кога ќе влезиш во градови кои почнат сега пошто со Safe City уште и побавно се вози од што треба и сите работи. И викам, како сум живел во ова гужва толку време, ама берикат. Ама навиката си го прави своето. Да. Навиката. Ама дома си е дома, ти кажам право, си се подвратив и некако не ми се бега. Не знам, чудна работа. Нема врска, да не бегам од темата, јас оти кој се заборавам скроз. Нема гај. Фала ти што ми дојде. Фала ти на тебе. Било ми е што толкав пат напред за да дојдеш до Битола и да ја снимиме емисијата. Мило ми е што си помина убо и се надевам дека од сега па натаму ќе имаме се поќе причини да правиме емисии, да промовираме песни. Дај Боже. И веројатно Никол ќе ти ма рече, ама шо и да треба, телевизијата е тука, ќе пуштаме, ќе промовираме, ќе правиме се што треба да направиме. Мило ми е кога има млади луѓе што си ја работата со љубов. Така шо и да треба, тука сме. Фала ти многу. Фала ти на тебе. И за се. И за поканата. Нема за шо. И за подкастов што стварно беше преубо. Нема за шо. Преубо, од сега преубо. Нема за шо. Добите за Битола преубо, се викам. Чим ти е мерак, ќе правиме пак емисија, не е проблем.
тешки нека има, само ќе ми кажеш кој е некој од витни песна вака да ја подслушнам малце од и тие постарите се малце по музички поубај да речам. Тоа мене то најмногу ме бендисва, затоа ти реков супер песната, дај да си ја пробам, ти последно сме навикнати на 2-3 акорди и некако не е тоа. Да, супер. Фала ти многу што ни дојде. Фала ти на тебе. И дечки, фала и вас што не пратевте. Се надевам дека бевме лабави и се надевам дека пак ќе не пратите наредна недела во 18 часо. А ако не, да сме здрави, живи, реприза има стално, може да си ја гледате и на телевизија, и на YouTube, и кај сакате може да си гледате, не е проблем. Битно слушајте македонска музика, поддржвајте млади артисти и се гледаме наредна недела. Поздрав и имајте убав ден.